една од празните фабрички хали на поранешниот текстилен комбинат Македонка се реинкарнира модната индустрија во Штип, во која се сконцентрирани најголем дел од конфекциите во земјава кои имаат прецелон производство. Но во изминатите години неколку штипски компании почнаа да создаваат и своји брендови, а со своите креации веќе се препознатливи и на домашниот и на странскиот пазар. Штип од понеделникот до вечерва е центарот на модата, ги собира сите дизајнери и луѓе кои се поврзани со бизнисот мода. На модната писта се презентираа креации и на веќе надалеку познатите дизајнери, македонски компании, но и на младите креативни луѓе кои се пробиваат во овој свет. Денес сум во име на професорот Гулевски, кој што е координатор на овој проект. Менториравме 5 студенти кои што изработија облека и денес ќе представат на Fashion Weekend, односно Fashion Days Штип. Потоа ќе се појават на Fashion Weekend во Скопје, каде што ќе има аукција. Истите тие ќе се продадат и ќе одат во Connect фондот за поддршка на ранливи категории и проекти во образованието. Што значат овие неденови за вас, ните дизајнери и секако за оние кои што влегуваат во оваа професија? Имаме ли модни млади дизајнери? Па реално имаме капацитети, меѓутоа мислам дека кај денешните млади треба малце повеќе авторитет од аспект кога обучуваме некого да го прифатат авторитетот за да може да се едуцираат на повисоко ниво. Што представува за вас ова, тоест модните денови, што представуваат? Па пред се представуваат огромна прилика за младите дизајнери да се представат на сцената, да прошират познанства и едноставно да станеме попрепознатливи пред општеството. Кај ги црпите идеи? Па идеи може да се црпи од било каде, конкретно проектот на кој што работев ја, главна тема беше природата, а општа инспирација може да се најде од секојдневниот живот. Мики Црнокрак, кој со своето модно студио е дел од сите модни настани во земјава, забележува дека деновите на модата во Штип е несекојдневен настан за текстилниот град, а за кој ваквите настани треба да ги има барем еднаш во месецот. Штип е најголемиот македонски град на модата. Од поранешните познати југословенски фабрики излезени се многу помали модни конфекции, многу модни креатори има во Штип кои работат одлично и кои би требале да ги представуваат своите колекции. И на вистина еве апел до градоначалникот за Штип под број 1 да дозволи одржување и да поддржи одржување на поголем број модни реви во годината во Штип. Вечерва на денови на модата своји креации во кои се вметнати и гоблените ќе ги представат и студентите на Штипскиот техничко-технолошки факултет. Модната реви конкретно со женската колекција, како што споменавме и претходно, која е изработена од Чоја и е женска колекција, колекција 2024-2025, колекција за жени. И во неа се интегрирани, како што кажуваме и претходно, гоблените. Гоблените се истражувани на повеќе терени во Македонија. Мислам, пронајдени се во повеќе семејства кои во наша, мислам, корист сакаат да ни помогнат и да ни ги поклонат, за да можеме ние денес да ги интегрираме во оваа женска колекција, со тоа што се надеваме покрај другите колекции, современи, традиционални и сите останати. Сега ние зборуваме за студенти кои не можеме да ги споредиме со индустријата, бидејќи ние промовираме студенти кои навистина имаат голем потенцијал и сметам дека може би ова ќе биде голем предизвик за целата текстилна индустрија да препознаат наши кадри. На денови на модата во Штип можеа да се видат креации за помладите, но и за дамите, а изработени од нашите македонски дизајнери и компании.